Здраво на сите, добро дојдовте во уште една епизода на подкастот Јустинијан збори. Моето име е Ѓорги, а со мене денеска, како и секогаш, се моите драги колеги од правниот факултет Јустинијан први од Скопје, директно од Битола се уште, Димитар Тромбевски Тромбе, и сега веќе од Скопје, Никола Донев, нашиот Джеймс Бонд. Како сме, колеги? Одлично, супер. Одлично, со испитни и со сите работи. Се спремате за испитни? Секако. Уште не, ама за брзо. Иначе Тимац ќе ни иде за Скопје, така што можно и уживо да снимаме следна епизода, ама за тоа... Да. Со почитување Првото на официјално in vivo Ако се договориме... подкаст на Јустинијан збори. почитување на протоколи. Па, сега, нормално. Ма се работи со дистанца, со сетото. Да не должиме многу, ја викам. Планиравме епизода, ни е 10-та јубилејна редовна епизода, ама доста работи ни се десија, па така ќе оставиме епизодата кај што ќе збориме што до сега се случило и какви се нашите некои погледи кон она што досега сме направиле. Јас сакам денеска да збориме за она што се случува во Соединетите Американски држави. Имено, како што веќе сите знаеме, претходната недела доста работи се десија во САД, во голем број на градови, независно од коронавирусот. Па така, сега снимаме, вторник сме, преточно веќе 6 дена од кога ние го снимаме овој подкаст. Едно видео излезе кое го заобиколи целиот свет. Во него 46 годишниот Џорџ Флојд, афроамериканец од Минеаполис, беше загушен до смрт од полицаец додека неговите партнери беа сведоци на убиството. Па од тука ја, пред да навлеземе во дискусијата за видеото, што следуваше после тоа и што се одвиваше во претходните 6-7 дена, верувам дека и тројцата сме огледале видеото. Ваш коментар на самото видео? Видеото е прегрозно, значи. За тие што немаат видено е како еден човек лежи, е уапсен од полицајците, како еден полицаец со коленото му седи на вратот. И буквално 8-9 минути му седи на вратот и на крај да го гуши. Ама тоа само се виде со снимката од таа страна. Од другата страна се гледаше како уште тројца џандари го држат истиот човек што е уствари уапсен. Значи, од една страна што е прегрозно на таков начин да се справиш со уапсување, од друга страна нема никаква паметна причина зошто тројца џандари би држале некој кога веќе има лисици на него. Тој не може да биде опасност нити за полицајците, нити за некој околу нив кога веќе има лисици на него. Веќе му е лишена слободата, нема никаква потреба за додатна сила, ама полиција као полиција во сегде во светот се земат определена сила и доаѓаат овакви немили работи. Мислам дека тоа што го видовме пред се дека преголема употреба на сила, као непотребно голема сила, за да се спречи нешто што е закана, кое што не постои, затоа што човекот очигледно не даваше отпор кон самото апсење. И повторно некако ги слушаме оние зборови, не можам да дишам, I can't breathe, што не е прв пат да се слушат барем на камера во оние познати видеа што излегуваат постојано од САД, така што не е нешто на кое што многу американци денес веќе за жал не се навикнати, а и светот веќе е навикнат да ги гледа тие снимки. Да, баш за ова сакав да збориме и ќе се надоврзам на ова што рече ти последно, Никола, дека за жал ова не е ново за сите они кои следиме што се случува во Америка и за самите американци. Видеото не е прво од ваков вид, ниту пак приказната на Џорџ Флојд е нова и уникатна.
но експлицитноста на видеото и реакцијата која следеше после видеото going viral и сите настани кои следеа во изминативе неколку денови е ново. Ново, не може да кажем уникатно, но е дефинитивно нешто кое што не сме го виделе, барем не до тој степен до сега. Едноставно големината на реакцијата и силата со која што се манифестира е барем нешто што Америка не е видела можеби од протестите во ЛА од 60-тите години. Да, и најинтересното, тоест најинтересното сега да не излезе дека е убаво што се десило, но она кое што може да видиме веднаш после излегувањето на видеото е дека голем консензус постои дека вака полицајци не треба да се однесуваат. И републиканци, и демократи, Марко Рубио излезе и кажа дека не е окей. Што ви кажува нешто. И сметам дека тој консензус за тоа како ова не треба да биде вака, допринесе на уште неколку работи кои се случуваат во моментов, но пред да поминам на тоа, интересно ми е што самото видео траеше 8 минути и 30 нешто секунди. И во видеото толку експлицитно е покажано што со разговорот кој полицаецот кој го гуши Џорџ Флојд го има со жената која што го снима се во ова, bystander, каде што се потврдуваат сите до сега можевме да ја кажеме стереотипи за ова полициска бруталност во афроамериканци. Кај што гледаме на полицаецот ова му изгледа како нормално да го прави. Не е нешто што се мачи да направи, туку му иде нормално. И сметам дека можноста ова да се види од поголема група на луѓе допринесува на реакцијата која следеше. Сега, сакам да набројам 5 работи кои што сметам дека on top of that допринесуваат и не доведуваат до ситуацијата која што сме во моментот. Прво, се наоѓаме во екот на една светска пандемија. Луѓето се дома, луѓето се затворени, фрустрирани, губат работа, имаат проблем со здравје и сметам дека тоа уште толку додава на цела оваа реакција. Плюс имањето можност да се види ова in real time. Потоа вториот битен детал е дека Трамп е во Белата куќа. Трамп е председател на Америка. Не е Трамп причината зашто овие работи се дешаваат. Се случуваат овие работи и пред него. И додека е Обама, и за време на Буш, и на Клинтон. Но имајќи некој кој што после ќе зборуваме после поеќе за тоа како тој се однесува во цела оваа ситуација, имајќи некој као него, као председател, уште толку и поттикнува луѓето да протестираат, да излезат надвор, да го искажат својата незадоволство. Сега, трета работа е тоа што само во последниве неколку недели ние имаме неколку случаеви каде што афроамериканци, што од полиција, што од други белци, се убиени. Го имавме 25 годишниот Ахмауд Арбри од Џорџија, кој што беше убиен додека трчаше во својата населба од татко и син белци. Кои што, пазете, не беа затворени се додека видеото не излезе неколку месеци откако се случи село. После имаме Бријана Тейлор, која што беше убиена за време на no-knock raid. Тоа нарација која што полицијата се нема најавено.
таа е убиена. Па после го имаме случајот, не знам дали го видовте во Централ Парк, кај што мислам дека се викаше жената Еми Купер, кој се јавува на полиција заради човек кој што ништо не и направи, но бидејќи е афроамериканец, повикува полиција. И сега ова, со Флојд последново, као катаклизма. Ова е само последниве неколку недели, што е најфасцинантното. Ние имаме случаи и никога да спомна, као I Can't Breathe, не е од Джордж Флојд. 2014, Ерик Гарнер. Као баш пред некој ден која, нели, сите постираат и видов слики од Коби Брайант, I Can't Breathe, за време на предутакмица на Лейкерс. Од 2014 се овие работи, оние баш меинстрим. Имало и порано, но само да ги земеме овие 5-6 години, една по друга се собираат и на ова која ќе додадеш, буквално и протестите добиваме тоа што се случува сега. Четврта работа е тоа што постојат доста податоци и немаме толку време да збориме зошто и како, но очигледно е дека голем број, тоест дека коронавирусот најтешко можеби ги зафатува афроамериканците во Америка. Од бројките кои што имав можност да ги прегледам пред да опочнеме подкастот, околу 22-23 илјади афроамериканци имаат починато од вкупната бројка на американци починато од вирусот, кој што мислам дека е околу 100 илјади. И последното, и можеби као најнебитно во моментов е дека се наоѓаме во изборна сезона, као изборна година е. И сето тоа, мислам дека влијаеше да дојдеме во ситуација кај што најпрво од Минеаполис, а после и протестиве да се прошират, што peaceful, што riots и looting, тоест грабежи, да се прошират на секаде низ Америка. Од тука, сакам да слушнам некој ваше видување за овие работи кои што ги набрав, но и за протестиве, како мислите дека се одвиваат и кој некој ваша рекап на село? Мислам, че чисто да ги надополнам точките, мислам дека е вредно да се спомне дека уникатноста на историскиот момент е тоа дека имаме снимки од буквално се што се случило најразлични агли, и тоа е дополнително важно, особено за легитимирање на што се случува, затоа што во претходните години мислам, во главно беше базирано на искази. Или евентуално ако сами полицајци носи оние боди камери кои што треба да ги носат и така натаму, но мислам дека протестите сами по себе се израз на цел тој еден систем кој што е создаден во рамки на САД, кој што очигледно не ги заштитува одредена група на луѓе. Не затоа што не може, туку затоа што така е создаден. И иако нели насилството само по себе не е оправдано, нели мислам дека беше внукот на Мартин Лутер Кинг кој што каже дека нели не го оправдува насилството, но го разбира. И насилството сега кој е еден природен некаков израз на незадоволство, тогаш кога одредена негативна енергија, фрустрација на група, на луѓе, е во неможност да се координира и да се насочи кон нешто, кон некоја цел. И насилство раѓа насилство. Нормално исто така, фактот што имаме пројави на насилство затоа што самиот систем изграден врз насилство. Ако, мислам, во главно модерните нации и држави се градени врз тоа едно насилство што е, нели, создавањето на приватната собственост е ниспат на насилство, на насилно градување на земјата. И единствен начин некој да се потресе тај систем и да се натера да послуша е токму преку насилство и токму тоа го гледаме сега.
Да. Спомна ти Џоле жената во Централ Парк. Интересно за тоа е дека упорно таа збораше дека ќе те пријавам како афроамериканец, дека афроамериканец мене ме напада. Значи се гледа тука дека има некои расни причини зашто така би изреагирала, али не и се. Тоа е многу помал проблем за разлика од ова што се прави сега со Џорџ Флојд, мислам грозно е во најмала рака. И разбирливи се протестите и толку насилни протести, пошто насобрано е еден голем период на полициска бруталност кон определена група на луѓе, а и самата ситуација со коронавирусот доведува до некоја поголема нервоза кај луѓето, затоа што скоро 40 милиони луѓе остана без работа, сигурно не му е се едно на тие луѓе. И сето тоа се извра и избувна во вакви протести кои што избувнаа. Многу би го спомнал тука би го спомнал Корнел Уест што даде на изјава во CNN и одлично ги објасна тие работи како се одвиват и дури чудно како CNN дозволи толку слободно да се изразува некој против естаблишмент и така натаму. Едно нешто што кажа дека Америка е failed social experiment. И стварно е. И една друга работа што кажа дека во отсуство на демократска револуција, во отсуство на демократска револуција за да се променат некои работи, единствен резултат од тој неуспех е да има вакви насилни протести. Како би можело на друг начин да си ја изјаснат својата незадоволство, кога упорно се избираат на високи позиции луѓе кои што апсолутно ништо не прават. Друго што кажа, многу луѓе го користат како аргументо, во ред се расните односи во Америка, пошто Обама бил црнец и сме го имале првиот црнец председател, апсолутно ништо не значи. Black Lives Matter movement започна во времето на Барак Обама. И едни од најпознатите случаеви на полициска бруталност против црнци се токму во времето на Барак Обама и настрана од тоа што сиромаштијата се зголеми кај црнците, така буквално состојбата на црнците во Америка не се промени, дури се влоши во времето на Барак Обама. И Корнел Уест као причина тоа кажува што одбират луѓе кои што самиот момент кој ќе стапат на функција веќе ја губат таа идеологија на борење за нешто. Туку одма се корумпират од системот кој веќе е доста корумпиран. Така да разбирам зошто се толку изреволтирани, сега се разбира десничарите ќе искористат лутинг како причина да се минимизира тоа што настана. Да, не е окей да се ограбват мали бизниси, иако видов едно видео кај што Луи Витон бутик се ограбува. Не ме слушајте, ама окей, go for it. Али излезе исто така друго видео кај што еден црнец му се запали бизнисот тие протести и вика да шо правите? Ало, не, мислам нема смисла. Да, ама во состојба на афект. Само го поправам видеото што беше споделувано, тоа е од 92 година за време на рајец во Лос Анџелес. Да, ама како и да е, пак се дешаваат такви работи. Многу сличности има на овој рајец со тој рајец во 90-ти, само овој што е многу помасивен. На секаде низ Америка има. И исто така спомна и за короната, што многу ги опфаќа црнците и тоа е сериозен проблем и тоа го опфаќа еден, јас би рекол, класен проблем. Затоа што короната кај што опфаќа во предели кај што се посиромашни, кај што немат доволно средства за хигиена, кај што не можат хигиена во соодветни услови да се обавуваат и таквите најсиромашни средини се средини со малцинства. И затоа некои луѓе ги гледат така црнците и така натаму, кои што се сиромашни луѓе. Јас би рекол дека тој анимозитет кон тие луѓе не е толку кон нивната раса, толку кон нивната класа. Сигурно нема така полицаец да се понаша како што се понашаше ако е некој црнец во топ 100 најбогати луѓе во Америка. Тоа во Америка многу е битен тој класен проблем што го имат и тој анимозитет кон сиромашните и тој менталитет што го имат и размислување дека си сиромашен, дека не си се потрудил доволно. И тоа треба, мислам дека најголемите проблеми кои ги имат во Америка треба да почнат од таму.
од кревање на сиромашната класа на повисока класа и на подобар стандард на живот и од ставот кој што го имат поголемиот број на луѓето кон таа класа дека не е дека се мрзливи или дека од субјективни причини се на тоа место, туку има некои сериозни системски проблеми кои ги оневозможува да се качат на скалилото. Да, и ја генерално се согласам, освен малце со ова последно, има, не знам колку следите, ама има случаи кај што и повеќе од average African Americans биле застанувани од полиција, претресувани, врз нив има полицајци имаат употребено поголема сила отколку што е потребно, така што не е само најнискиот слој на афроамериканци која станува збор за политичка бруталност. За останатото тотално се согласувам, поготово за делот со коронавирусот, но не знам колку имавте шанса да гледате Тревор Ноа, која збореше пред некој ден баш за цела ситуација со Флојд, со протестите и се што се случува. И сакам да малце да го резимирам тоа он што го кажа баш за протестите. Пред тоа сакам само да се надоврзам дека едноставно кога имаш таков консензус дека она што го видовме на видеото не е како што треба, тоа значи дека кога ќе излезат луѓе на протести, ќе имаш луѓе од секаков вид. Ќе имаш не знам, оние кои што сакаат мировен пат да идат, оние што сакаат да грабаат Луи Витон или било што, и ќе имаш и лево, и десно, и центар, секакви бидејќи така започна оваа цела ситуација. Оттука не сум уопште изненаден за до која екстрема се дојде со протестите, но надоврзувајќи се на што Тревор Ноа збореше, и тој збори за општествениот договор. Тој кажува дека што е едно општество. Тоа ти е општествен договор, кај што го потпишуваме и се согласуваме на некои заеднички цели, правила, идеали. И тој општествен договор значи дека, окей, ние нема сега да одиме да грабуваме Луи Витон или Таргет или не знам што, бидејќи знаеме дека тоа не е окей. Но, што се случува кога тој општествен договор е прекршен од оние кои што не натеруваат да го потпишеме или ги натеруваат афроамериканците да го потпишат и се во позиции на моќ? Што се случува кога токму тие преку вакви некои ситуации на политичка бруталност, но и на многу ред други работи, систематски работи, не го почитуваат тој општествен договор. И афроамериканците преку зборовите сега на Тревор Ноа, time and time again, гледаат како овој договор не е почитуван од страната која ги натерува да го потпишат. Па така он прашува као, what good does it do to go and loot Target? Ама после го постави другото прашање, what good doesn't it do to go and loot Target? Као кога веќе тој општествен договор е прекршен, што мене ме спречува или што него го спречува као афроамериканец да не оде и да го ограби Таргет? Као општествениот договор е прекршен. Па така, само да завршам, као овој договор не постои во општество каде што луѓето во моќ едноставно не се придржуваат до него. Па така, било какви протести се прифатливи и заслужува да постојат. Бидејќи тие што треба да се грижат за овој општествен договор да функционира и сите да живееме среќно и убаво, не се придржуваат до тоа. Добро, може би оно што барем ние како направиме факултет, оно што учиме, нели, општествениот договор, као ние него
изрично подпишуваме, туку едноставно постои како еден вид мета договор, кај што нели формираме заедница, односно повеќе е замислена заедница, затоа што така тоа е основата на нациите држави, а тоа е замислената заедница и устари на секоја политичка заедница е само по себе замислена заедница, imagined communities. Но она што нели насилното прекрашување на тај договор, на општествениот договор, е прв чекор во нели она што се вика негово редефинирање. И тоа е право што всушност секоја генерација има во себе да го редефинира општеството онака како што таа го замислува, како што таа сака да биде. Моментално оваа генерација, увидувајќи ги нели системските проблеми кои што се длабоко вкорените во нели тој систем, можеби од почетокот на создавањето на САД, излегуваат и кажуваат веќе ова не, и ние сега со насилство ќе го потресеме системот и ќе бараме редефинирање на она што значи општествениот договор. Нормално тоа најверојатно ќе се манифестира преку некои законски одредби, што е било најидеално, но исто така мора да се манифестира и во самиот однос на луѓето кон нели материјата што се редефинира. Понатаму можеби има и друг проблем кој што се појавува, а тоа е правилниот начин на протестирање. Реалноста е, тоа е за мене малце оксиморонско, да се поведува некој правилен начин на протестирање, од причина што протестот сам по себе е негирање на она што системот го прифаќа. Тоа е функцијата на протестот, да го негира самиот систем. И затоа кога имаше случаи на протести, дали тие се мирни или не, многу луѓе нарекуваат дека ова не е правилниот начин на протестирање. И ќе кажуваат, например, одите, гласајте или подпишувајте петиции, но она што со тоа кажуваат е дури можеби мислам дека статусот на Обама беше во оваа насока, а тоа дека нели за измени треба одите гласајте, партиципирајте, но она што всушност се кажува во тоа е партиципирајте онака како што системот сака да го правите тоа. Моментот кога ви излезете од тие рамки на некои системски поставени граници, тогаш вие протестирате. И затоа не може да се кажува дека постои правилен начин на протестирање. Ние може да дебатираме околу моделите на протестирање, нели, насилни протести против ненасилни, дали тие да бидат директна акција или некако да се заземат позиции, такви некои работи. Да, го кажа, баш топ кажа за правилниот или неправилниот начин на протестирање. Многу луѓе би рекле дека правилен начин на протестирање е излези и гласај. Што во глобала од времето би се согласил апсолутно, ама во случај на Америка за кој би гласал? За кој би гласале што би го сменал системот? Тој чист пример го дадоа со Бил де Блазио, градоначалникот на Њу Йорк. Негова као најбитен дел од програмата му беше да реформира полицијата, пошто нели полицијата во Америка е под градовите и општините, ама ништо не направи. И сега кога има отсуство од реформа од страна на тие што ги избирате, каде одиме со изборите? Значи остануваат некои други методи како да се решат определени проблеми, очигледно демократскиот начин не му работи. Очигледно упорно избират луѓе кои што само си зборат, што сакат да си зборат, колку да ги изберат и кои ќе дојдат се скроз друга приказна, нисам ја одавде. Затоа скроз ги разбирам за радикалноста на начинот, пошто мора на таков некој радикален начин да тие проблеми да излезат на виделина, дека не може во овој момент како што е во Америка со овие кандидати што ги има, со овие политичари што ги има, не можат да се решат тие работи преку демократски начини, туку мора да ги поттикнат некои луѓе
што веќе се на власт да почнат да се понашаат како возрастни луѓе, некако дечишта, некои што се фатени за некоја пара или за каков и да било интерес да имат. Може би само две забелешки на ова. А тоа е прво, нели, се согласувам во насоката на милитаризација на полицијата. И всушност тоа не се случува само во Америка, дури има некои елементи кај нас овде, а тоа е дека нели многу често она опрема што војската не искористува се префрла во полицијата, што барем во моја некоја концепција треба да представува нели оно што е јавна служба. Оно што е навистина потребна демилитаризација на полицијата, нели да се на полиција да и треба тенкови. И нормално нели промена на реформирање на самата таа структура на полицијата. И втората и многу поважна забелешка е фактот што можеби вакви протести како што ги гледаме сега се добри за да се изнесат на видели на сите можни прашања и да се отворат сите можни дебати, но доколку нема систематско движење кој што ќе се создаде после ова и не го насочи, нели, не ја насочи таа енергија кон решавање на проблемот или не ја насочи кон одредена цел, овие протести ќе поминат и оно што ќе биде како backlash ќе биде многу пострашно отколку самиот протест. И ќе влијае многу лошо врз тамошните заедници. Само нешто да додам. Да, во право си треба да има движење, ама кој видиме веќе имате едно такво движење. Има веќе такво движење, ете го движењето на Берни Сандерс, што стварно е големо и стварно се бори против овие работи директно. Ама што со тоа движење? Големо движење, го прифаќа народот, ама џабе кога народот го прифаќа, кога самите елити не го прифаќаат и го гледат како опасност. То сигурно и после овие протести ќе има некој движење што ќе биде големо, што ќе има влијание големо, ама се додека елитите што ја водат Америка имат толкова моќ како што имат сега да можат да одлучат кој движење ќе биде релевантно за носење на закони и носење на политики, џабе ќе има движење кога самата елита е проблем. Не е проблем немањето или имањето на движење. Проблем е ставот на елитите кон тие движења и обструкцијата на тие движења да можат да менат нешто во општеството. Да, и ја начелно кога замислував епизодата, сакав прво со Трампа, после Обама да идеме, ама чим почнавме веќе го начнавме Обама и неговата изјава, сакав да се задржиме повеќе на ова. Се согласувам, Никола, со тебе и дел со тоа што Димат си го кажа. Најпрво, Бил де Бласио не е единствен кој што беше, трчаше на таква платформа за реформација на полис форс во неговиот град. Исто во Минеаполис се деси истото, па гледаме што се деси. Сметам дека не може еден човек да смени многу работи кога станува збор за полиција. Полиција, зборавме, Никола ти спомна, милитаризацијата на полицијата е многу поголема од само, не знам, Бил де Бласио ќе дојде и ќе реформира цела полиција во Нью Йорк. Не може. Не знам дали видовте онака фасцинантен податок што го сретна дека керка му на Бил де Бласио беше уапсен на овој протест. Еден човек не може ова да го промени. И баш сега читам некои податоци, нема сите да ги кажам, ама проблемот не е полициската бруталност во моментот. Проблемот е систематската историја на полициската бруталност. Самата манифестација на бруталност е систематска. Едноставно, тие луѓе кои што одат за полицајци се така тренирани. Они се на некој начин индоктринирани преку вежбите и преку сето оно што го поминуваат за да станат полицајци. Едноставно тоа е. Додуше некои би аргументирали дека програмите порано не биле такви, биле насочени повеќе кон деескалација на ситуацијата, на конфликтна ситуација. Но сега имаме преголема употреба на сила. Да, и како резултат на тоа имаме адвокаси група од Америка, Mapping Police Violence,
кај што вели дека од 2014 до 2019 99% од police killings did not result in officers even being charged, let alone convicted of a crime. Така што ако го имаме тоа што го збориме сега дека стварно постои систематски проблем на police brutality, овие полицајци уште толку имаат ветар во грб за тоа да оправат, пошто знаат дека нема consequences. И самото тоа што Никола ти спомна дека сега уствари може да видиме што се случува, дава некоја надежда дека ќе се деси, ама да сметам, као што и двајцата рековте, дека организација е многу битна и не верувам дека еден човек, поготово не во град као Нью Йорк, може нешто да направи. Бил де Бласио, као поддржувач на Берни, као тоа што сум го читал, не е лош политичар, ама едноставно еден човек не верувам дека може нешто многу да направи кога станува збор за реформација на police force било каде во Америка. Она што е потребно во поглед на организација е одредување на конкретни цели. Сушто тоа беше една од слабостите на Occupy Wall Street движењето кој што го видовме во 2008. А тоа е дека едноставно прешироко поставени цели на крајот никаде не доведуваат. Но кога целите се адекватно поставени, има доволно подршка и ако тоа е организирано, нели, да се во Rights Movement, Мартин Лутер Кинг. Мартин Лутер Кинг не е, мислам, он е еден човек како маскота на движењето, но позади тоа се цели комисии, одбори кои што работеле за организација, дали на бойкоти, дали на протести, дали на оние седенц познати. Едноставно тоа е потребно. Мислам, секој може да излезе и да говори, но мора некој кој што ќе работи за сцената и ќе организира се тоа. Само нешто да спомнам, Џуле, ти што спомнам за фрапантниот податок дека 99% не се проследени судски случаите на убивање од страна на полицајци. Една емисија баш за полициска бруталност и за prosecuting of police officers има направено Џон Оливер, кој што каже на интересен аспект, еден аспект зошто ова се случува, односно зошто толку број од полицајци не се charged или ако се charged не се осудени. Тоа каже дека кога некој ќе го тужат, односно кривична пријава против него и сите процеси што се идат, најчесто се случува биде во истата општина каде што тој служел. Сега, што се случува тука? Најверојатно ќе го земи случајот некој јавен обвинител кој што претходно работел со тој полицаец. Пошто во Америка јавните обвинители, макар и кај нас, со полицајците многу тесно, многу блиско работат меѓу себе и многу се блиски во некој случај приватни пријатели. И сега ти како јавен обвинител ќе ти дојди да треба в затвор да го пикнеш некој твој многу близок пријател. И тоа е сериозен проблем кој се соочуваат во Америка, иако надвор од систематскиот проблем јесте да полиција е некој авторитет и најверојатно таков авторитет е многу помала шанса да го осудиш, ама пак и овој аспект е многу битен и е прилично решлив. Може да се реши доколку тој случај му се даде на некоја друга општина, кај што тој полицаец немал однос со јавниот обвинител. И така натаму имам многу сериозен проблем и би рекол кој што може да го гледа Џон Оливер за ова, стварно сите епизоди му се одлични, поготово за ова. Да, мислам дека што така е добро да се наведе дека точно дека ние зборуваме за Америка од една аутсайдерска перспектива, кај што ние не може да коментираме конкретно на тоа што се случува, но она што мислам дека ова би требало да значи за нас е да се направиме во локален контекст на една наша ретроспектива на некои работи кои што ни се дешава и на нас со полициска бруталност и како има сегменти од нашето општество кои што се дискриминирани, кои што се изложени на дискриминација, специфично ромите на пример. Да, ние можеби немаме расни тензии како во американски контекст, но имаме наши специфични тензии кои што мора да бидат адресирани.
И мислам дека е паметно затоа што во Европа и Европа реагира моментално, но реагира за американскиот контекст. А при тоа Европа, па и ние, со тоа треба да се погледнеме во нашите локални средини и да видиме каде е изразена таа дискриминација со цел да ја таргетираме ние. Да, ќе посветиме крајниот дел на подкастот токму за ова и баш сакам да навлеземе малце повеќе во тоа и што претходеше што се случува во моментот во Македонија, но оно што спомнам за Обама, што сакав да го кажам, не знам, дефинитивно би го избрал Обама као 99 пати од 99 пати, ако можам, Обама да биде председател на Америка, сега не Трамп. И неговата порака и како се однесува моментално и како се однесуваше во некој дел од неговото председателствување, додека се дешава некои вакви слични работи, беа за пофалба и за пример како треба еден председател се однесува, но сметам дека сега long story short, Обама напиша есеј на Medium и меѓу другото збореше тоа дека треба да се гласа, треба да се учествува во избор. И не знам за вас, ама ја имам као флешбек од тоа што го збора и Обама и Клинтон и сите за време на кампањата од 2016. Као, don't boo vote. Као, no shit. Секако дека треба да се гласа. Ти, као се поставуваат опозиција на мод или опозиција на се поставуваат толку горе што мислат дека луѓето кои што протестираат и кои што сакаат да се седат работите, не знаат уствари дека треба да се гласа. Значи, толку мислам дека и Обама, и Клинтон, и Бајден, и сите демократи, оние центристи во Демократската партија, мислат дека се толку над луѓево и дека овие што протестираат се уствари глупи. Секој дека знае дека се гласа. И се ти не може тоа да му потенцираш нон-стоп кога гледаш дека гласањето не успела. Треба да даеш нешто повеќе. И затоа мислам дека Обама сега се вклучи, ама нема да истрае уште долго во целиот овој cycle. New cycle и ќе се повлече пак, пошто реално колку и да го сакаме или не сакаме Обама, мора да се признае дека не направи многу работи за да се подобри оваа ситуација за политичка бруталност, поготово за време додека тој беше председател. Така што кога го читам Обама, колку и да сум му благодарен за тоа што го пишува и тонот некој кој што го дава за одредени работи, исто толку ме нервира кога гледам дека се поставуваат на некои пиедестали и ги сметаат другиве дека се глупи. Мислам дека малце концептот е поширок, односно во последните неколку децении, тоа што гледаме не само во Америка, туку во глобала, во демократскиот свет, е дека се повеќе не се оде на некои потребни, радикални промени, системски промени, туку се оде на некои инкрементални промени. Малку овде, ќе се смени обучен овде, ова институција малце ќе се зајакне, но никако радикални промени. Зошто? Затоа што нели прават го потресуваат пазарот, одма паѓа берзата, инвеститорите се исплашат затоа што се промени, но од аспект на COVID-19, овде би го уфрлил, е дека дознаваме дека сушност државата е способна да направи радикални промени. И при тоа да зачува во одреден дел од стабилност. Што значи радикални промени се можни, само е потребна експертизата и е потребен модусот преку кој да се изведе. Не мора еден лидер да знае кои луѓе да ги избере за да го напишат законот. Не е доволно само ајде ќе собереме некои рандом луѓе и ќе пишуваме закон за високо образование, пример. Него тоа мора
да биде длабоко истражено, мора да бидат консултирани сите засегнати и нормално треба политичка волја. Мора некој политичар да биде свесен за дека ќе изгуби политички поени и без разлика колку ќе изгуби, дека тоа сепак го прави за јавниот интерес. Да, и тоа е она што мислам дека на демократија очајно им фали и зошто ја нема таа подршка која што би требале да имаат, поготово на време на Трамп. И овде би дал некој таймлайн за самата реакција на Трамп. Бидејќи реално ние може колку и да не сме задоволни од тоа како Џо Бајден се однесува во село ова или Обама со неговите некои коментари, кондесцентни коментари, сепак она што Трамп го прави, буквално од почеток па се до денеска, покажува дека човекот нема воопшто никаков морален компас, покажува дека не знае што прави и дека уствари не ќе ова да го прави. Као ова е, знаеш, кога се пријави да биде кандидат на републиканци, не мислам дека сметаше дека вакво нешто со вакво нешто ќе мора да се справи. Но не се, значи се започна со него како мислам четврток вечерта го пушти оној славен твит кој што Твитер му го обележи, му стави као астерикс дека incite violence, ама па може да се види као when the looting starts, the shooting starts. И баш ова гледав, ова уствари ваква некоја изјава има давано во 60-тите години. Од Џорџ Уолас, не знам колку го знаете, гувернерот во Алабама, расистичкиот гувернер, демократски расистички гувернер во Обама го има исто ова кажано. И плюс нормално во овие неколку твитови ги нарече сите протестанти thugs. Сега, ако гледаме како ги нарече вооружените у Мичиген пред 3-4 недели, they're very good people. А они зашо се бунија дека не може да на фризер или да си лакираат ногти. И тоа ти дава каков однос Трамп има спрем цела оваа ситуација, ама ај не и се, следниот ден закажува пресконференција, сите мислат дека ќе збори за ова, оно ствари што прави и мислам дека ова е најнезабележено од цела оваа ситуација. Трамп одлучува да прекине фанд за World Health Organization, за Светската здравствена организација во петок. Што е дефинитивно голем удар за цела ситуација со коронавирусот. Ама никој не збори за ова, бидејќи заборавивме дека ова се деси. Мислам дека распаѓањето на мултилатералните институции се тема за посебен подкаст. Дефинитивно. Ама интересно е што се случува во цела оваа збрканица, се случува и ова. И на истата пресконференција Трамп воопшто не дозволува да добие никакви прашања за било што. Си кажува што има и после излева. После ова, нели, се случуваат и протести пред Белата куќа, кај што Трамп сега веќе славно го внесува у бункерот на Белата куќа и од таму си твиташе. И дефинитивно прво, нели, предложи да имаат MAGA Night на Белата куќа, кое што ова као времето на Груевски, јас се почувствував кога читав со контрапротестиве. Ај се што ќе правиме, овие протестираат, ние ќе правиме митинг MAGA, а после и имаше твитот кај што ги напише зборовите vicious dogs, кои врз кои треба да бидат употребени ominous weapons. И самиот language, јазик кој што го користи е проблематичен, ама и самото тоа што го кажува, било како да го каже, е проблематично. За на крај да добиеме, мислам дека ова вчера Сабајлево се деси, кај што имавме, не знам дали го слушнавте, Трамп имал конференцијски повик со неколку градоначалници од повеќе сојузни држави во Америка, што ги нарекува weak и дека треба да користат little force врз протестанти. Демонстраторите, Нико.
За на крај, са Бајлео да се разбудиме, со там као држи Библија, за да направи фотоап од 5 минути и да си се врати у бункерот у Белата куќа. За кој што фотоап, полицијата употребува сила да ги растера демонстраторите пред Белата куќа. И не знам колку, и да, за Антифа, тоа што го напиша дека е терористичка организација и тоа го направи. Така што Trump has gotten off the rails, тоа го знаевме уште од порано, сега само се потврдува и мислам дека уопште не помага оваквата ситуација, но да напоменам, Трамп не е кривиот и не е виновникот зашто се дешаваат ваквите работи. Не е кривиот точно, ама тој ги влошува веќе влошените ситуации. Со такви изјави какви што дава, when the looting starts, the shooting starts. Мислам, нема резон човек така да се понаша председател во 2020 година. И плюс тоа начинот на како реагира за крадење наспрема начинот на како реагира за убиство на еден невин човек. Значи се гледа дека него очигледно побитно му е приватната собственост на некој отколку нечи живот. И тука се гледа приоритетите кои ги имат некои елити. Значи колку бурно реагираат за наштетување на приватната собственост, иако да кажем битно е да се има приватна собственост и да се ограничува, ама не може да се спореди со важноста на еден човеков живот и плюс со на начинот како е одземен тој човеков живот. И друго, на најавтократен начин тој се справува со протестанти. Тој ќе оди во некоја црква или шо и да беше со Библијата кај што мафташа и вика полицајци со тенко или со кузне какви armored vehicle, со оклопни возила, со солзавци, со гумени куршуми и растерат протестанти за тој да може да оди да ја мафта Библијата таму. Мислам, нема смисла. Тој очигледно кога дошол председател на Америка, тој го ја замислувал функцијата дека како Луи 16. Си седи на златни кревети и му вика на неговите соработници, ојте, правите што ја правите, мене не ме замарајте. Не е тоа да се биде председател, не е Луи 16 да се биде председател, затоа и оти не е тој на таков начин да се води држава, затоа и знаеме како заврши тој начин на водење на држава. Не е соодветно така да се, и барем има одговорност кон сите луѓе да се понаша кој што треба. И плюс, наместо да се фокусира кон проблемот со полициска бруталност и да проба на некој начин претходно како што спомнавме, да реши тој проблемот на милитаризација на полицијата, да не одиш на сред улици и да имаш полицајци со панцири, со автоматски оружја, кога да се наоѓаш на војна негде. Туку тој прво што прави, ќе ја класифицирам Антифа како терористичка организација. Терористичка организација Антифа, гледајте полицијата, неговата полиција што прави? Со панцири, со автоматски оружја, што тепа луѓе, што убива луѓе, таа полиција не е терористичка организација, ама организација да што искрши и украде Луи Витон бутик, таа е терористичка организација. Нема апсолутно никаква смисла. Само, може би само како една забелешка, после сакам да се навратам малку на самата манифестација на насилството. А тоа е дека, мислам, Антифа како такво, значи антифашистичко или антифашист и не организација, концепт е. Концепт израснат во периодот кога се појавува фашизмот како филозофија. И нели понатаму во Италија и во Германија. И во останати делови на светот, нормално. Така што е беззначајно, тој всушност не декларира организација за терористичка организација, туку декларира еден цел концепт. Декларира идеја, што е малку загрижувачки, затоа што Ако може да се вклучам само Никола, не мислам дека е загрижувачки, проблемот е што он мислам дека не знае дека Антифа не е организација. На страна тоа. Загрижувачка затоа што почнува се заканува со забранување на идеи. Забранувањето на идеи само по себе води кон ограничување на говор и на дејство. Самата манифестација на насилството
од едната и другата страна предизвикува само едно нешто, а тоа е дехуманизација на двете страни. Моментално ние на страна не се гледа како човек. Мартин Лутер Кинг има еден доста убав есеј напишано The Ethical Demands for Integration и таму кажува дека всушност дека според него најефективен метод е ненасилна акција, ненасилно протестирање. Зошто? Затоа што ненасилството само по себе е морално многу повисоко отколку насилството. И кога човекот врз кој што се врши опресија застанува ненасилно пред оној кој што му врши опресија, тој всушност морално на еден начин е повоздигнат и може да сами од себе да се декларира како човек без потреба да биде признаен од неговиот опресор како човек. И тогаш се прекршува таа диалектика на господар и роб. Затоа што робот во овој случај се издигнува на повисоко морално ниво, затоа што не предизвикува насилство врз другиот. Понатаму, всушност, тоа е дисциплината на ненасилство, гради морална стабилност и всушност предизвикува хуманизација на двете страни. Кога ти ќе опомнеш другиот како човек, тогаш евентуално по самата рационалност на луѓето ќе дојде ненасилен си, што значи дека нема причина јас зашто да е потребно насилство против тебе. И затоа ненасилството е важно во тој контекст на хуманизација на двете страни, затоа што кога и двете страни се гледат како луѓе, тогаш може да се пристапи кон правилни реформи. Да, и баш не сакам повеќе време да му даваме на Трамп, иако ќе мора да спомнеме и до крајот. Со ова последно, Никола, што го збориш, сакам да се надоврзам со еден случај од 2016 година. Не знам колку го знаете, Колин Каперник. Каперник е, сега веќе може да се каже, поранешен фудбалер во американски фудбал, кој што во 2016 година одлучува, додека игра за Сан Франциско 49ers, за време на пеењето и интонирањето на националната химна пред секоја утакмица во националната фудбалска лига NFL, да не стои као сите, туку најпрвен да седи на клупата. И тоа поминува во почетокот доста незабележително, бидејќи тој тоа го почнува пред да започне самата сезона, но кога започнува сезоната, добива доста голем беклаш. И изјавата која ја дава тој уште на самиот почеток, тој вели, ќе кажам на англиски за да не кажам нешто што он го нема кажано. I'm not going to stand up to show pride in a flag for a country that oppresses black people and people of color. To me, this is bigger than football, and it would be selfish on my part to look the other way. There are bodies in the street and people getting paid leave and getting away with murder. Така што, пред да објаснам цела ситуација како се одвива, сакам да кажам, еве, за сите оние кои викат не треба violence, не треба грабежи, не треба, не знам, плачкање, не треба сонасилство, Колин Каперник го направи во 2016. Почна да ја користи својата платформа као популарна личност во Америка, најпопуларен спорт во Америка е американскиот фудбал за американци. Така што тој користи својата положба за мировен, peaceful protest. Што се случува? Во почетокот му беше укажано, а така тој наместо да седи сега на клупата, take a knee. И од денешна перспектива, едно колено кое што тој го зеде, тоест го правеше наместо стоење за химната и за знамето, и едно кое беше искористено за да се угуши Джордж Флойд и да биде убиен. И тука може да имаме паралела, но што се деси со Каперник?
Каперник моментално не игра за ниту една екипа. И тоа не игра уште крајот на 2016 сезона. И тоа доби доста голем баклеш. Сепак, доста од соиграчите негови од други екипи го поддржаа и се вклучија во овие протести кои се случува пред самите фудбалски утакмици и самиот Каперник беше запрашан за цела ситуација дали е спремен да ги добие consequences, да ги последиците од цело ова и тој кажа: If they take football away my endorsements from me, I know that I stood up for what is right. Така што тој одлучува по мировен пат, peaceful way, да протестира и 4 години fast forward, гледаме дека не успеа, очигледно. Што направи, ја загуби работата, од тогаш нема игра на фудбал. И дефинитивно можеме да видиме као некој double standard, што луѓе кои сега се бунат против насилството и ескалацијата на протестите, него поддржува Каперник кога тој на мирен начин протестираш. Што поеќе, Трамп го нарече SOB. Знаеме сите што значи тоа. И рече дека не заслужува да има работа, не заслужува да повеќе да игра фудбал. И тоа за жал се деси. Каперник ја тужеше НФЛ, се спогодија, доби некоја сума на пари, но сметам дека тоа што го направи Каперник, и сигурно може да имате видено цела реклама на Nike, believe in something even if it means losing everything. Тоа он што го има направено и не верувам дека ќе се врати да игра фудбал, ама од денешна перспектива многу значи за цело ова и само као пример може да земеме дека некојаш мирни протести не успеваат. И затоа убаво е ова као вовец сакав да оддадам, пред да збориме за тоа колку само протестите ја потврдуваат бруталноста на полицијата. Не знам, солзавци, гумени куршуми, летаат пендраци и не знам колку видовте New York Times имаше статија за наслов Facing protests over the use of force, police response with more force. И не знам, она што Каперник се бунеше, она што се бунат луѓе моментално, полицијата само уште толку и толку го покажува тоа, па сакав вака да завршиме малку дискусијата за Америка и да преминеме на Македонија. Да, излезе денес едно видео, не знам дали денес излезе, денес го видов од Ал Џезира. Како на тоа што кажа, баш се протестира за полициска бруталност, а полицијата ко уште побрутална да е, ко заинает да види уште 5 пати побрутално. На видеото имаше како новинари се тепани и пукани со гумени куршуми од страна на полицијата. Ко седи новинар, го покажува беџот I'm press и полицајцот вика I don't fucking care и го пука директно в сурат. Не сваќам. Не сваќам зошто како прво би повредил новинар кој што не прави ништо освен снима, ко второ колку треба да си ненормален да земеш да пукнеш некој што те снима дека тоа го правиш. Мислам, што докажуваш? Докажуваш само дека апсолутно се легитимни протестите што ги има. Не знам дали го имате видено видеото на CNN, кај што 8 до 10 минути мислам дека видеото и кај што буквално може да се види дека целата група на CNN, ама не знам како се викаше Омер или нешто така, репортерот кој што на најдобар можен начин се однесува со полицајцот и се обидува да му угоди као ако треба ќе се тргнеме, кажете ни, значи буквално со тие зборови, кажете ни кај да идеме, ќе идеме. После неколку минути гледаш you're all under arrest. Као, што се случува? Као, не знам, ова што слушав баш Сабајлево вика, као, it's unscrewable, као, you can't mess this up.
као гледаш дека си на национална телевизија, на кабелска телевизија, CNN, гледаш CNN секаде пишува и ти, не знам со кој памет, уште толку им даваш на тие што протестираат против тебе муниција. Као нема логика, као луѓето ништо не му направи, овој вика, you're under arrest. You can't screw this up, као буквално не знам, ние сега да сме полицајци, ќе му кажеш кај треба да иде и готово. Гледаш дека луѓето ништо не ти прават, пошто не може нешто да ти прават на лайв се на CNN цела нација го гледа. И тоа е само, не знам зошто е така, ама е фасцинантно да се гледа колку само полицајци уствари потврдуваат това зашто демонстраторите протестираат. Добро, сега мислам дека доста зборевме, ја колку што сега може да видам, може и скоро сад време сме поминале на цела ситуација што се случуваше во Америка. Може уште толку да зборуваме, дефинитивно има доста аспекти кои што не ги опфативме, а и за доста аспекти не сметам дека го имаме потребното знаење и искуство да може да зборуваме на тие работи и е еден од аспектите кои што не го напоменавме уште на почетокот, ама мислам дека треба да се напомене кога веќе завршуваме приказната, е дека ние не може да зборуваме како е на некој афроамериканец да живее во Америка и па така сметам дека самото тоа што ние ќе земеме сега да се поистоветуваме со нив е погрешно и затоа не сакавме да го направиме, затоа ги опфативме и погледавме низ призмата на некои од работите за кои што зборувавме, кои што сметам дека имаме доста добро знаење и гледаме што се случува, па можевме да зборуваме. Но за нешто за кое што секако може да зборуваме, тоа е ситуацијата со политичка бруталност во Македонија. Као што на крајот од разговорот за Америка напоменавме, насекаде. Ја има и во Америка, ја има и во Европа, ја има и во Македонија, па така сакав да започнеме тука, нема да идеме многу опширно, но да ја завршиме оваа епизода со политичка бруталност во Македонија, конкретно случајот Мартин Нешковски и што тој случај, слично како и со сега со случајот со Џорџ Флојд, предизвикува кај нас. Мислам дека Мартин Нешковски беше на уникатна ситуација, каде што и кај нас се случуваше и дефинитивно може да се каже дека и понатаму се случува некаква милитаризација на нашата полиција дури. Така што јас бил загрижен со оглед на тоа, нели, какви работи има, но Мартин Нешковски беше еден катализатор кој што бруталноста која што беше изразена во него, всушност тој нели како дел од тогашен како празничен собир после избори за победата на избори, што излова и на крај никош не се враќа дома, затоа што тој е де факто убиен. Нели има некои делови кои што се уште не знаеме до крај, од причина што многу судски процеси се одложени кај нас, никој не може да ги следи што се случува. Но тоа беше еден вид катализатор на некако едно домино ефект кој што се случи во тој период и политичка бруталност и останатите протести кои што евентуално кулминира со шарена револуција, вклучително овде го имаш моментот каде што пред тоа се случуваше студентскиот пленум и сите тие тоа беше моментот кога тогашниот систем опресивен знаеше дека нема да опсуеше ново. Затоа што моментот кога имаш ти консензуалност меѓу луѓето дека овој систем треба да се смени, тогаш евентуално прашање на време кога ќе падне. Мислам и на крајот секако дека падна, затоа што тогаш имавме избори во 2016, нели после сите тие
перипетии со технички влади и со сите тие работи, кои што сега ги имаме, но поради различни причини. И кај нас е присутно тоа така што треба и ние да внимаваме колку сушност нашата полиција е милитаризирана и во иднина кога ќе имаме протести, треба да особено да пазиме на тие моменти, затоа што се клучни за чувување на демократијата и спречување на такви некои гнили авторитарни системи да вршат опресија врз луѓето. Едно нешто што се покажа со Мартин Нешковски е дека како полицијата е прва во фронтовската линија на одбрана на авторитарен режим. Од една страна што го уби детето, катастрофа, значи невидена, тражално. Од друга страна, колку што памтам, поправите ме ако грешам, оти сепак одамна беше, долг период се чекаше за одговор од Министерството за што се случило, како се случило, па да не правиме мовет за да има судски процес против човекот. Значи предолго се чекаше, после имаше протест, ако добро се сеќавам, излегоа бомбите и од кој излезе бомбата за Мартин Нешковски имаше уште посериозен протест. Од колку што памтам, тогашната министерка Гордана Јанкуловска каже со овие зборови да не можеш во оваа држава едно убиство да скриеш. Мислам. Добро, тогаш се испреплетува неколку моменти, да. Да се испреплетува, ама то министер да го каже е во најмала рака несериозно. И целата несериозност како се справија и плюс тоа да се потсетиме, не застанува тука полициската бруталност. Полициска бруталност, ако добро се сеќавате при протестите на студенти или шарена револуција кој да беа, кај што влегоа полиција во читалната браќа Миладиновци. Влегоа полицајци со штито и со не знам каде кога да влегават во етиштето на Ал-Каеда. А тоа уствари студенти си седат и најголемо оружје му е со книгата интерна медицина толкава му фрлат по главата. Мислам, нема смисла на таков начин да влегуваш. И полициска брода има уште многу други примери, како например има едно видео што популарно битол од еден ром, кај што објаснува како му се понашаја во полициска станица. Со овие зборови вика, бев во станица и кој влези мани и очигледно се гледа дека на него има дека тој е повреден со синеици. И се некои примери кои што ги има кај нас, ама не застанува се тука. Има и примери во секојдневиот кои што најчесто младите се опфатени. Ви зборал тука за единицата Алфи, односно единицата против запленување и борбата со дрога, така натаму. Во глобала единица која се занимава за пронаоѓање на дрога и така натаму. Ама наместо да се занимава со стварно пронаоѓање на дрога, се занимава со малтретирање на млади луѓе, тинејџери или млади луѓе до 20-30 години. Наместо да се занимава со стварно со проблема со дрога, да ги фата најголемите дилери, отколку да се занимава со некои корисници. Што се дешава? Јас ова не сум го искусувал, чисто ќе зборам од искуство што други луѓе мене ми го кажале. Се дешава да си шеташ рандом низ парко и да ти дојдат двајца мажи, 2 на 2 огромни, и ти викат претрес. И не можеш не да му речеш, ако му речеш не, ќе ти степат. И се дешава често тие полицајци кои што најчесто се во цивилки да истепат млади деца. И ова само еден проблем што физички ги малтретират, во станица ги носат, ги тепат за да му кажат, ако му најдат дрога, се разбира, и ако му најдат премалце, ги малтретират да му кажат кој е дилеро, најчестото малтретирање е и физички. За ова барем јас немам видено во јавност да се збора, немам видено некој новинар за ова да кажи, ама познавам барем 10 луѓе кои што имале сериозно негативно искуство токму со овие со алфите. И друг проблем тука иди настрана од физичката бруталност што има полицајците. Туку и флагрантното непочитување на правата кои ги имат граѓаните во однос на полиција граѓани, во однос на претрес и определените права кои ги имат граѓаните при претрес, пошто не е претресо туку така дојде полицаец и му текнало ај ќе те претресам и така од него му текнало дека
сака да те претреси, дека има право да те претреси. Не, нема право, имаме значи право и правило кои што скоро секогаш не се почитуваат. Би сакала да кажам определени права кои ги имат граѓаните во овој случај, затоа што најчест дел од луѓето ќе му дојде некој полицаец, ќе му рече ајде претрес, и луѓето не знаејќи си своите права ќе речат ајде претреси ме. А треба сите да бидат информирани за своите права и затоа ви кажал дека од очигледното ова може поќе го знат дека треба да се има налог за претрес. За да се има налог за претрес е голема процедура, треба да го потпиши судија и доколку некој му даде налог за претрес и со налогот претрес ви дојди да ви каже дека треба да претреси, обавезно видите дали е потпишан од судија и рокот да го видите. Затоа што валидноста на дозволата за претрес или налогот за претрес е 15 дена. Тоа треба да се види. Друга работа, може да се снима претресот, ама треба да се информира полицајецот дека се снима претресот. Има определени случаи кога може без налог да се претреси, но во тој случај треба полицајецот да има основа на сомнение дека вршите некој кривично дело. Во контекст на алфите, што би значило тоа? Значи ако ве види кај што користите нешто што не треба да користите. Не само ако си шетате по улица и ве претреси, не може така. Значи треба да ве види, да има основано сомнение дека вие нешто правите. Исто така за претрес не може да ве претресат скроз, значи не можат во интимните делови да ви гледат. Иако има такви примери кај што фул комплетно голи ги слекват луѓето, не смеат, мора тоа медицинско лице да го направи. И друга работа која денес ја дознав, претресот треба да биде дење, не ноќе. Најчесто јас што сум чул е дека овие протести, претреси се во ниедно време. Значи мора да бидат дење, освен може во ноќе ако има некоја можност за одложување или криење на докази и така натаму. Да не трубам многу со ова, ќе кажам да си го погледнат тие што сакат да се заинтересираат за нивните права кои ги имат, да го разгледат законот за кривична постапка. За претрес на лица се збора во членот 185 и продолжува до, само да видам, да не има забуни, до 197. Да. 197 заклучно со предмети што не можат да бидат одземени. Ова е убаво да си ја прочитат сите, поготово млади луѓе, затоа што голем дел од млади луѓе се подложни на овај начин на полициска бруталност, што за жал не се збора доволно во јавноста. Сакав малце само да немаме многу што да додадам, но сакав да се надоврзам на како уствари ние дознавме за целиот случај со Мартин Нечковски и многу наликува на како дознавме сега за Џорџ Флојд, како дознавме за Армад Арбрей во Џорџија. Кај нив беше со видео, кај нас преку бомбите и може да видиме и сличност конкретно помеѓу случајот на Флојд и Нечковски. Кај што веднаш после видеото почнуваат прво протести у Минеаполис, а после низ цела држава. Кај нас веднаш после бомбата со Мартин Нечковски се иде на протести, има инциденти за кои што знаеме што се случија, но тие некои работи која мислам дека народот има можност да види и да слушне што уствари се случува и која не може поексплицитно да биде. Не можеме едно убиство да скриеме. Во случајот кај нас со Јанкуловски. Така што нема као чекај, ова може извадено од контекст или не знаеме што збореле претходно или не знаеме што се десило. Тоа е. Таа една реченица ти кажува све и мислам дека тоа е
доста битно да се напомне, поготоа како овие протести започнуваат, бидејќи ние, не знам, сигурно имало вакви некои случаи, за жал, за кои никогаш нема да дознаеме, што се десиле пред, не знам, 15, 20, 30 години. Сигурно има милион случаи низ Америка што ние никогаш нема да дознаеме за полициската бруталност во афроамериканци и другите малцински групи. Ама овие неколку случаи за кои што дознаваме, сметам дека и протести дека нас кои се случија и сега што се случуваат во Америка се многу добра работа. Сега, од нас зависи како ќе ги искористиме протести. Не можеме да бидеме најзадоволни од се тоа што се случува после протести и промената на власта и на овие неколку години пост дознавањето за Мартин Нешковски, што уствари се случило. Но мислам да се согласиме дека работава колку толку е подобра од претходно. И тука би се навратил на оно што Никола го спомна, преска дека е потребна организација. Потребно е сите да си ги засукаме ракавите и да направиме нешто. Ние не може многу да им помогнеме на американци во моментов, ама сметам дека имаме уште шанса да помогнеме со оно што ни се случува во државата, дали тоа ќе биде со политичка бруталност или ќе биде со, не знам, почитување на правото и законите и тие што треба да идат у затвор или повторно да излеземе на протести, можеме уште да помогнеме и не сметам дека е се загубено, но што сакам да кажам е дека убаво што дознавме барем за овие случаи, бидејќи кој знае колку случаи има за кои што никогаш нема да дознаеме. Добро, колеги, ако немаме што повеќе да додадеме за ситуацијата тука, мислам дека може да ја превршиме епизодата. Зборувавме доста, нема да имаме гости во оваа епизода, бидејќи сакавме да се посветиме целосно на случувањето од минатата недела. За во недела инаку имаме спремно интервју со мои драги поранешни колеги, сега веќе многу добри пријатели, така што очекувајте интересна епизода на англиски, наша втора. А ние повторно се слушаме следната недела, можеби и во живо, ќе видиме како ќе дозволи времето и целата ситуација. Така што, колеги, останете со здраве, учете за испити и не идете во кладилници.